Почнуваме со разговорите во студиото. Лиljana Поповска, Зелен институт, веќе мојот прв гостин за денеска, прва гостинка. Благодарам што ја прифативте поканата да разговараме за забелешките кои што ги поднесовте во Министерството за енергетика во однос на стратегијата за рударство. Добар ден и благодарам за поканата и интересот за оваа тема. Да, вас јавноста повеќе ве знае како политичарка, се почесто сте активна и во овие води, во екологијата, во зачувувањето на животната средина и сте добар соговорник, неколку пати со ве контактирали, сме имале дебата на оваа тема. Што е проблематично, ако може да се каже во два наслова? Проблематично е тоа што во стратегијата за рударство се набележани сите проблеми што рударството ги произведува, но заклучокот е дека Македонија сепак треба да стане рударска земја. Дека тоа треба да биде главен столб, носечки столб на развојот на државата, а тоа е проблематично од аспект на тоа што Македонија во моментов и покрај неколкуте рудници што ги има и во минатото рударско искуство или токму поради рударското искуство од минатото и остатоците нерешени од старите рудници и хаварии што настанувале и што настануваат, покрај сето тоа Македонија е пред се земјоделска земја, што го развива интензивно туризмот, што развива смарт индустрија, прехранбена индустрија, винска индустрија и така натаму. И сето тоа се коси со едно интензивно рударство, како што се заговара во оваа стратегија. Вака, накратко, ова би било тоа, затоа што сите стратегии кои што Македонија ги има донесено низ годиниве на самостојност, па и пред тоа, се базираат на тоа дека треба да се води сметка за развојот на овие носечки гранки. Добро. И исто така дека тоа се наши природни предности. И рударството како една тешка и загадувачка индустрија е во колизија. Едноставно не можеш ти на исто место да имаш и производство на храна, и туризам, и рударство. Посебно од аспект на тоа што Македонија е релативно мала земја со околу 25.000 километри квадратни и нема место за тампон зони. Овде ќе правиме рударство, овде ќе правиме земјоделство, онде туризам. Нема простор помеѓу едните и другите подрачја и што е можеби вака да речам шокантно за екологисти е дека рудници се предвидени на карти кои што се дадени во таа предлог стратегија за рударство, каде што има предвидено стотици потенцијални рудни наоѓалишта, кои што се предвидени дури и во самите заштитени подрачја. Не само на местата каде што се произведува храна и каде што има туризам, туку и директно во самите заштитени подрачја, во национални паркови, заштитени предели и така натаму покрај реки, води, езера. Значи тоа едноставно не оди едно со друго. Преголеми би биле штетите од непосредно близина на рударство, на интензивно рударство за какво што се залага оваа индустрија, а и на било какво рударство, а посебно ризично е рудници со метали кои што се исто така предвидени на најубавите предели во Македонија и најплодните предели. Ме интересира каде и колку рудници се предвидени во стратегијата и за колку време би требало тие да се отворат? Еве вака, една карта, добро, таа е картата на државата. На државата, каде што има едното се заштитени подрачја национални, друго се интернационално заштитени. Ова се национални, ова се интернационално заштитени подрачја. Тука некаде ако се брои има меѓу 200-250, можеби и повеќе, потенцијални наоѓалишта на металични, неметалични материјали и на енергетски суровини кои што не би биле штетни. Се разбира, геотермалните води се пожелни, ние тоа го сугериравме како екологисти, затоа што во првите верзии на предлог стратегијата беа изоставени на некој начин, како и ред други работи, меѓутоа сега се внесени, меѓутоа внесени се и вака богато украсена карта со потенцијални рудници. И што не плаши посебно како екологисти. Ние се сеќаваме дека кога се
се дозна пошироко за концесии кои што биле издадени за геолошки истражувања, нели, кои што тоа е и нормално да има геолошки истражувања во една држава, да знае државата што каде има и така натаму, тоа е дел на наука и така натаму. Меѓутоа беа завршени некаде 80 такви концесии за истражување и беа спремени во 2016 беа најавени 80 нови рудници, од кои што 20-тина, ако не се лажам, требаше да бидат за металични суровини. А металите имаат технологија која што е најзагадувачка и во тоа време исклучиво беше со цијаниди и сулфурна киселина комбинирани и со други загадувачки материи и затоа и го предложив 2018 па 19 се донесе законот. Тие рудници се во населени места? Тие рудници се блиску до населени места. Знаете, во Македонија се е блиску едно до друго. Се е блиску до населено место, до нива, до вода, до езеро, до заштитено подрачје, така што се е тоа начичкано. И токму 2016 кога се разбра за потенцијалот дека 80-тина рудници, и тоа беа тие 80-тина претежно во југоисточниот дел, каде што се токму појасот со убави планини, таму Берово, Дојран, Валандово, Струмица и така натаму, и така се дигна бранот на граѓанско незадоволство. И така се организиравме сите како екологисти кои што бевме свесни што тоа би значело за тие подрачја и сега затоа значи прашањето и ние го поставуваме и отворено во забелешките како екологисти, дали со оглед на тоа дека 80 концесии за геолошки истражувања се веќе готови, дали сега се спремаат концесии се најавуваат концесии за ископ, за експлоатација. Дали тоа значи дека ние одеднаш инстант ќе добиеме 80 нови рудници. Значи, ова е малку провокативно прашање. Лично не верувам дека туку така би се направило преку ноќ да се отворат 80 за година-две, така? Меѓутоа, индиректно тоа следува од ова што се вели. И уште една работа. Мотото на стратегијата е многу добро. Вели, стратегија за рударство не по секоја цена. Тоа е мотото. И за тоа стоиме ние сите како активисти. Тоа е мотото на стратегијата. На стратегијата, не по секоја цена. Значи, не таму каде што не може, има богатство рудно, ама нема да го ископуваш ако ти е во дворот, ако ти е покрај води, ако ти е во заштитено подрачје. Една Швајцарија и Австрија имаат многу рудни богатства, меѓутоа тие пред повеќе десетици години се имаат откажано од нивна експлоатација затоа што нивното злато, иако имаат големи резерви на злато и двете држави, нивното злато го пронајдува во туризмот, во производство на храна, во ексклузивни шетања, прошетки, висока технологија и така натаму. Така што значи тоа мото ние инсистираме да се почитува не по секоја цена и освен тоа бараме многу сериозно да се подобри и да се подобри целиот пакет закони за заштита на животна средина, да се подигне нивото на дозволени технолошки постапки, со тоа и за било кои индустрии, меѓутоа и за рударската индустрија, и тогаш и оние постојни 4-5 рудници што постојат, кои што ја избегнаа, да речам тогаш, забраната за работење, бидејќи наназад ретроактивно не може да важи законот за минерални суровини, за забрана за цијаниди и сулфурна киселина, тие рудници загадуваат, гледаме до ден денес, некои се подобрија, за некои работи минимално, меѓутоа другите се уште не се контролирани, доволно не ни знаеме како работат, освен по некоја хаварија кога ќе дојде. И затоа да заклучам, значи инсистираме да се подигне многу сериозно нивото на заштита на животната средина, за почви, води, воздух и така натаму. Да не платиме дупло тој метал. Токму така, многу високо да се подигнат за тие рудници и постојните да мора да ги испочитуваат, и тоа ќе бидат веќе закони на државата, каде што поради еколошките параметри или ќе се прилагодат, или ќе се затворат. Тоа сакам да прашам, има ли како тој ископ на метали да стане поеколошки? Има, токму и во стратегијата, еве многу убаво, видете, ова е пишувано од луѓе што се стручни во својата област, високо стручни. Јасно. И почит за нивниот труд, не може тоа да се негира. Меѓутоа, тие гледаат од своја перспектива. И за нив е идеал да има интензивно рударство, меѓутоа треба да се види каде тоа, во Македонија. Значи, во Македонија јас би советувала, има можност, например, ние имаме 16 жешки точки еколошки, од кои што еден добар дел, поголемиот дел, се од стари руднички јаловишта, што цврсти, што течни.
тие се исто така содржат рудни материјали кои што некогаш кога имало многу лесна достапност на богати рудници по светот, вакви малку приносни материјали руднички не се истражувале и не се обработувале. Меѓутоа во денешно време и тие мали концентрации на присутност на метали или неметали, и тие се скапоцени. Еве, нашето рударство нека се сврти за чистење на тие жешки еколошки точки, па ќе има работа навистина доволно и во санирање на тие рудници, а нека се сврти кон, ме прашавте дали има и други технологии, постојат технологии, како што реков, се спомнати и во стратегијата, да речеме при производство на злато, покрај со цијаниди, постојат 4 главно техники, меѓутоа најнеопасна е со тиосулфат. И тогаш Претпоставувам и најскапа. Не. Не? Поскапа, нешто поскапа, да, најскапа споредено со од овие 4, меѓутоа не е тоа скапо да е тоа 100 пати, да е 10 пати, да е дупло поскапо. Но Значи се исплати на бизнисот. Секако би му се исплатил, меѓутоа рударскиот бизнис е навикнат на лесно доаѓање до енормни профити. А тоа значи загадување. А тоа значи загадување. Затоа значи цената на здравието и на животната средина треба соодветно да се измери и да се види кост-бенефит анализа, што се исплаќа, што не се исплаќа и што не се исплаќа по ниедна цена. Видете, сега да го прашаме корпоративниот свет, да го прашаме бизнисот и да се вратиме малку наназад, кога почна војната во Украина, кога дојде ерата на поскапување, првото образложение беше се зголеми цената на металот. Така? А сега зборуваме за наоѓалишта на метал. Да. Ке речат, еве го имаме металот, да го земеме, да го преработиме и нема да имаме толкави трошоци да го купуваме од Украина, каде што е сега многу скап. Меѓутоа, за екологистите, ова се геостратешки прашања, кои што си имаат своја важност, се разбира. Меѓутоа, за екологистите е важна животната средина, здравието на луѓето. Бидејќи спомнате дека сме земјоделска држава. Одамна не сме, знаете и самата. Така? Најголемиот дел на земјоделски производи на пазарите или во маркетите се од увоз. Најголемиот дел. Не знам дали е така, не знам дали е така, не сум во трговија во овие податоци, не ми се познати, меѓутоа ние имаме огромен број земјоделци, ние сме земјоделска земја според почвата што ја имаме, според традицијата што имаме и десетици илјади семејства кои што живеат од тоа. Да. Дали тоа колку им се исплаќа? Со ова не го форсирам рударството во сенка, и колку државата ги помага на соодветен начин е друга работа, затоа што земјоделството во Европската унија обстанува и се зајакна благодарение на специјални субвенции, на пакети субвенции што ги даваше и ги дава Европската унија, така што и ние како држава со оглед на тоа што се повеќе социјална помош отколку што е. Има и други компоненти, но не доволно, треба навистина многу сериозно да се издигне. Во туризмот исто се вложува, но и тука недоволно, значи треба да се подобри инфраструктура и еве гледаме, фала Богу, се подобрува, нешто се прави на инфраструктурата, но сме во заостаток многу. Во заостаток сме, но тоа не значи дека треба нешто што преку ноќ може да внесе формално инвестиција, да ја прикажеш како инвестиција и како извоз, што би било бенефит, нели, за државата економски во бројки, но кој што би било катастрофа за државата, за квалитетот на живот. Еден туристички работник вели Банско ни е во дворот, а ние се радуваме петоседот на шапка кој ќе го пуштиме. Да, тоа ништо не научивме од соседите. Да, јас сум љубител на природата од секогаш и со мажот ми, со семејството, со пријатели, ја шетаме и то одиме токму по планини, долини, по мали селца. Тоа е уживањето, таму се најубавите места и добро е што руралниот туризам се развива, што има многу ентузијасти, одлични угостители и туристички работници кои што прават чудо. Меѓутоа, стратегија некоја државна, не гледам дека има индивидуално, можеби да се имаше стратегија, како Зелена партија направивме, бевме всушност први кои што со тогашниот дом, значи направивме една стратегија за туризам во програма уште 2006 кога самостојно на избори отидовме
закони, по тоа беше разлика од до тогаш. До тогаш не се третираше туризмот како сериозна политичка тема. И после се направија ред закони за туризам, предлагав и така натаму, и субвенции се направија, и агенцијата за поддршка на туризма, но сето тоа не е доволно, треба инвестиции сериозни, и таа агенција бара сериозни инвестиции и за промоција и за поддршка на локалните туристички бизниси. Со малку трошки правиш поддршка, ама не доволна за да биде она јак бран и да се осети економски и луѓето да речат, ова е тоа. Ако 80 рудници се во план, туризмот не може да биде приоритет. Точките се многу повеќе од 80, овде се 250 така, точки, како што веќе 80 има на оѓалишта, каде сме тие кои што се сигурни, кои што имаат, истражени, кои што се, така што тоа е богатство, знаете, на една земја. Меѓутоа, со денешното ниво на технологии, на постоење на технологии, најголем дел од тие се загадувачки, а мислам дека за некои места едноставно нема да биде возможно, не знам каква технологија да биде, кога ако ти е во дворот, ти нема да треба единствено да се иселиш. Дали тоа е решение? Има такви примери во Америка, во Монтана, каде што се напуштаат цели населби. Дури се случи пред 2 години во Германија, поради оваа геостратешки прашања со енергенси, каде што Германија беше водечка, да речеме, за промовирање на напуштањето на фосилни горива, се дозволи да се отвори рудник за јаглен, кој што они масовно ги затвораа, затоа што јагленот е еден од најголемите фосилни загадувачи, и да се отвори рудник за јаглен во едно село каде што иселија цело село, затоа што се знаеше дека не може да живеат тука. Буквално го иселија, значи пред 2 години ова се случи во една напредна зелена Германија. Така што тоа многу сум против тоа. Која што убедуваше да се откажеме од термоелектраните, да се тргнеме од јагленот. И која што ни беше водилка. И овие пораки, знаете, кои што повремено доаѓаат и од Европа сега се збунувачки, веројатно се збунувачки за екологистите во Србија. Имав јас една колумна пред известно време, зошто балканците не сакаат литиум и злато. Каде што тргнувам, нели, од актуелните беа тогаш еколошки. Се уште им се актуелни во Белград. Не, еколошките тогаш беа бунтови низ против отворање на рудници за литиум, нели? Меѓутоа и екологистите во Србија беа изненадени кога едноставно на председателот на Србија му дојдоа и Макрон и Шолц да потпишуваат стратешки партнерства за користење на литиум. Не им пречеше што тој литиум ќе ги загадува српските граѓани, да речеме. Така што мојата шокирачка теза и сознание е дека практично во моментов има борба на богатите земји, западни земји, да најдат суровински колонии. И тука ние другите кои што сме тука во предворието нивно, сме блиску, ако бидеме дел од немаат грижа за нас. Така? Па сега да не речам така, тоа би било пресурово, меѓутоа полесно би го преживеале загадувањето кај нас на далечина, отколку кај ни во нивниот двор. Така што не би сакала да ги видам нашите балкански земји, пред се Македонија, како суровинска колонија на никого. Да ми го објасните ова, велите, мора да се насочиме кон урбано рударство. Да се насочиме кон рециклирање, замена на материјали. Какво е тоа сега урбано рударство? Тоа е практично користење од една страна и рециклирање на материјали, тоа е користење на веќе истрошени материјали, предмети, кои што се сега по отпади или кои што ќе бидат по отпади, и од нив вадење на метали или не метали, но пред се метали, затоа што веќе има развиена индустрија за рециклирање, но таа е исто така поскапа нешто отколку самото рударење. Така. Но кога ќе снемува, како што ќе снемува рудно богатство на земјава, ќе мора да се свртуваме кон отпадот како суровинска база. И од таму тоа да ни биде нашиот рудник, а инаку, патем да кажам, не случајно се сите овие вложувања во вселенски истражувања, многу научници ја гледаат иднината на рударството и на обезбедување на потребни скапоцени суровини и метални и други од што се потребни за напредната технологија и индустрија, што ја гледаат на друга планета, на некоја од блиските небески тела, знаете. Така што и тоа вселенско рударство
Погледнете ги некои научно-фантастични филмови што сме ги гледале, Дюн и други. Значи тоа е тоа. Или со Марс поврзани и така натаму. Така што мислам дека можеби ќе го доживееме. Тоа е многу далеко од нас. Мислам дека не е толку многу далеко, знаете. Многу се вложува на тоа, рударството е рударство, технологијата на пусто небесно тело нема да има високи стандарди толку веројатно за животна средина или нема да не знам како тоа би било, не сум во тие приказни, меѓутоа мислам дека не е толку далеко како што изгледа. Добро, како да се зајакнат инспекциите? Многу битно прашање. Тоа е борба. И колку работат на терен? Кажете ми. Колку можат да сработат 15 инспектори за животна средина, државни инспектори, и околу 40 мислам дека ги има на ниво на општински инспектори за животна средина. Вкупно 55-6. Некои општини имаат еден инспектор, некои немаат. Колку објекти треба да проверат тие во текот на еден месец или година? Илјадници. Затоа што има интегрирани дозволи, големите фабрики, има десетици низ Македонија, кои што би требало тие 15 на души редовно и да ги следат на редовна основа и вонредно да им одат да видат дали е се во ред. Тука се и сите и рудници исто така. Понатаму има интегрирани дозволи за кои што се одговорни општините, кои што ги има, и затоа има и општински инспектори за животна средина, кои што ги има илјадници, и има посебно различни погончиња, објектчиња кои што работат со еколошки елаборати. Тие се дури најпроблематични. Овие две, интегрираните дозволи, значи има дефекти, не се контролираат можеби до крај, меѓутоа со силни притисоци еколошки што сме ги правеле низ годините, сите веќе се донесува во редот. 2014 1 април Железара и така натаму. Југохром се затвори, за жал не се најде некој што ќе го ревитализира, меѓутоа Макстил и други тие значи се на времето и кривични пријави сум поднесувала против некој од нив и така што и други екологисти, значи големи борби беа, меѓутоа ги натеравме да се прилагодат и тие се под контрола најмногу. Тие се и потенцијално најголеми заgadувачи, ама гледате од кога не сме се пожалиле во Газибаба, да речеме од Макстил. Тоа беа на древно ниво. Кога си ги наместа стандардите од жаците, филтрите. Имено, тоа во воздух одеше, се го дишевме, се гледаше просто. На кисело мириса, сите живееме во близина. Страшно беше, гуши и така натаму. Така што интегрираните дозволи што ги има илјадници по општините, многу лесно се издаваат, ги издаваат из општините. Кои се тие фабрики, фирми со Б? Сите други што не се огромни. Оние до 50 вработени што до 50 и повеќе, значи тоа се огромен број кои што се практично неконтролирани како што треба, кои што добиле дозволи, кои што добиле дозволи кои што треба да се ревидираат, затоа што тие дозволи кога се правеле, тоа важи всушност и за А и за Б дозволите, за елаборатите веќе посебно, мора да се направи ревизија на сите дозволи еколошки во Македонија. Затоа што правени се низ многу години наназад и на времето имало и пониско технолошко, техничко-технолошко знаење и на луѓето што ги изготвувале тие и на тие што ги применувале, со текот на времето се виделе кои проблеми се јавуваат и така натаму, така што треба башка имало и коруптивни случаи. Гледаме тук таму веќе се изнаслушавме веќе како се добиваат лиценци и дозволи. Значи, сето тоа мора да се направи сериозна ревизија, да се прегледа, да се обнови кај што треба и тогаш контролата ќе биде сериозна, да се екипира инспекторатите, да се екипираат како што треба за животна средина и да се прават редовни контроли и во сето тоа на увид на јавноста, на граѓаните. И затоа мислам, од секогаш сум верувала и верувам, апсолутно е голема моќта на граѓанскиот надзор. Затоа иницииравме како Зелен институт пред 2-3 години, 3-4 години кога беше ГИС, Граѓански инспекцијски совет, како контрола на контролорите практично и беше тоа во соработка и со Институтот за комуникацијски студии ИКС, нели, и во кампањата Разбистри се, и тогаш се донесе, успеавме да издействуваме носење на законот
Завод за инспекцијски надзор во животната средина. За среќа тогаш беше Ана Петровска директорка во инспекторатот за државниот инспекторат за животна средина. Имавме фантастична соработка. Меѓу подобрите во односот со новинарите, морам да пофалам уште еднаш. Мислам дека беше навистина одлична и посветена и инженер сериозен, така што мислам во тој период имаше еден пробив и надеж дека ќе ги биде инспекторатите, меѓутоа таа беше тргната, обично добрите се тргаат, и после тоа повторно отиде прудолу работата. Значи, треба увидување на сите работи, транспарентно работење на сите институции, следење од стручните луѓе, од граѓаните, од вас како медиуми, тоа е тоа. Тоа е здружена битка. Колку јавни дебати, да се вратиме на стратегија, уште неколку минути имаме, колку јавни дебати се направени кога се формираше, кога се составуваше оваа стратегија? Бевте консултирани вие, бидејќи позади забелешките на оваа стратегија се десетици екоздруженија, активисти и така натаму. Да, некогаш 47, некогаш 49. Дали бевте консултирани кога се правеше оваа стратегија, бидејќи 80 нови рудници е страшна бројка? Значи, не можам да тврдам дека они не велат дека ќе има толку. Меѓутоа се потенцијални, каде што се откриени рудни богатства. Ја знаеме историјата. Имено, и затоа и предупредуваме дека да не се повторуваат, да не тераат како граѓански активисти повторно да дежураме. И кога ги давате забелешките, кој е одговорот од надлежните сега? Интересен е, тоа има свој развој, значи ова трае некаде 2 години подготовката на оваа стратегија, откако сме вклучени како граѓански активисти, значи крајот на октомври, некаде мислам дека беше 23-та година, почна, добивме можност, информација преку она цела алијанса Разбистри се, каде што сме сите поврзани, таму се и повеќе 50-на 60-на организации од разни области што допираат екологија по разни основи сме вклучени и од ИКС ни доставија поканата дека има дебата во Ману и тогаш прв пат бевме една помала група, бевме присутни на таа дебата, ги кажавме забелешките, беше кажано дека може да се дадат забелешки и првите забелешки се дадени во октомври 23-та година, ако не се лажам. Потоа се повторени, бидејќи се вети дека следната верзија на стратегијата ќе се изготви ќе ни биде дадена на увид и така натаму, пак ќе ја дискутираме. Тоа не се случи, па дадовме повторно на почетокот на 24-та година до владата и до Министерството за економија тогашно, ги дадовме забелешките од голема група, значи од 43 мислам во тој момент бевме организации. Баравме средба и објаснување што се случува со стратегијата, до каде е, што е, бидејќи следевме дека се случува нешто, но немавме информација. Не добивме одговор, за жал, дојдоа изборите 24-та година. Кога дојде новата влада, есента 24-та, дадовме истите забелешки, ги дадовме до новата влада и новата министерка тогаш за Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство и добивме позитивен одговор од министерката и господјата Сања Божиновска не прими, една делегација беше отворено тоа, кој сака да се беше слободен во тоа време, бевме 6 учесници од релевантни организации кои што бевме присутни на таа средба, имавме конструктивен разговор, затоа ја известивме јавноста дека е отворена за соработка со граѓански активисти и дека ќе бидеме сите ќе ни биде дадена на увид изработката на тамошниот изработка на оваа стратегија за рударство и идните измени што ги најави тогаш во законот за минерални суровини. Меѓутоа тоа не се случи и ние разбравме после во последен момент практично дека ќе има трета расправа, трета работилница, имаше 2 работилници во Ману претходно и ова беше една на технолошко-металуршки факултет, на мојот факултет, кој што ми е посебно драг, каде што интересно беше дека тоа беше објавено така на страницата на Министерството и го виде еден од колегиве активисти, Ѓорги Танушев од Струмица, го виде, вели, овдека има вака и вака, ќе има расправа и беше најавена расправата да биде во Министерството.
се пријавивме дека ќе учествуваме, се организиравме на брзина меѓу нас, сите како група 50 на души што сме организации поврзани, и се пријавивме дека ќе учествуваме, и после тоа беше сменет истиот ден терминот и локацијата. Дали се процени дека ќе има поголем интерес, може да е тоа, и беше кажано дека ќе биде на Технолошко-металуршки факултет, меѓутоа не добивме покани. Знаете, ние на тие две претходни сме биле расправи, сме оставиле свои податоци и така натаму, не беше ни јавно објавено премногу, затоа ни е оваа забелешка дека не беше докрај транспарентно тоа направено, беше некако како во заграда, кој ќе види, е објавено, ама без јавно сега за нагласување. забелешките што ќе се случува? Сега ние ги поднесовме, повторно се организиравме, скоро месец дена ги правевме, ги усогласувавме, не е лесно да се усогласат 40 на 50 на субјекти кои сите си имаат своји структури, ги усогласивме и ги поднесовме во Министерството и очекуваме да видиме што ќе се случи понатаму. Очекуваме да бидеме, ние стоиме на располагање, да бидеме евентуално повикани на разговор, да разговараме, и фала ви за интересот како медиуми, бидејќи без тоа, без вас, јавноста нема да биде јавна. Сакам да сублимираме во две реченици, бидејќи ни истече времето. Што смее, што не смее да се прави во областа на рударството? Смее она што нема да го загрози животот и животната средина и квалитетот на живот на граѓаните, а тоа значи многу редуцирано рударство, многу одржливо во права смисла, ако е можно одржливо, и тоа често пати знае да биде оксиморон, и на места каде што не ги засега луѓето, граѓаните, економските дејности кои сега постојат и животната средина, и да се размислува дури долгорочно за стратегија за напуштање на рударството како такво, какво што постои. Треба да мислиме на подалеку, посебно како земја која што е ограничена со ресурси, и да се оди на тоа, не на отворање само нови дупки и обработка на тоа, на оѓалишта, туку на некои посмарт технологии и користење на природните погодности на земјата, на убавините што Македонија ги има. Господјо Поповска, јас ви благодарам за денешното интервју, денешниот разговор. Ние остануваме во контакт од кога ќе бидете повикани кај министерката Божиновска. Се надевам дека ќе се слушнеме и да ни кажете кој е одговорот што го добивте за овие забелешки. Ние секако енергетиката ни е во фокусот и во информативната емисија и во вестите, и ќе пренесеме се она што ќе го добиете како одговор од ресорното министерство. Благодарам уште еднаш за можноста. Така. Почитувани, ќе правиме тука се една мала пауза за реклами, па продолжуваме со вториот разговор.